Сите сакаме поклони, сакаме внимание, ама не сваќаме дека секојаш кој ќе подаруваш нешто, за то се крие секојаш скриена цел. Повели, леле шубо е! Шо е поводот? Ништо ма онака. Се сетив дек сме 6 години заедно и... Ама кој е така си можел малце да се потрудиш појке. За 6 години врска не се дават до местосот на промоција. Океј, од околу сакав да ти кажам, бейби, дека с дивот ти копат на шолја. Или кога ги прашат на телевизија, на анкета, се извинувам, господјо, може едно прашање? Да? Дали подарувате? Да, секогаш. Ја користам секоја прилика да подарам нешто. Шо беше нешто последно што сте подариле? Извини, дечко, не ти го разбирам прашањето. Има неколку фази во подарување. Број 1. Треба да одбериш на кого му подаруваш. И то не е случајно, не е као си седиш едно неделно попладне и ти теквите и ти подарам нешто на Силвана. Не, мора да одбериш вистински. Дури на баба ти кој ќе ја подаруваш нешто глупо од типот на карамфил за 8 март, не го правиш то така чисто рекреативно. Го правиш дека знаеш дека е стара, изнемоштена и дека наскоро ќе умри. И сакаш да се осеќаат сакано во последните мигови од животот. Че уствари нема везе, ама тоа е најкраток пак до пензијата. Број 2. Треба да знаеш што сакаш да добиеш од тој на кој му подаруваш. Пример, гледаш некоја јака женска и со неа сакаш да имаш она што го немат ни на YouPorn на интернет. И викаш, тебе би ти подарил нешто големо. Повели, леле благодарам, да ти го отворам. И на крај трета фаза, што ќе биде подарокот. Глупо е да подариш нешто скапо на тип или типка од кој што немаш некаква корис. Например, и баба ти. Мој да ти подари најмногу 10.000 од пензијата. Што не е малку, ма ти знаеш дека и така ќе ти подари. Зато не се ти даш нешто глупо, ко карамфил. А со парите од пензијата, парфем за женската и викенд во Маврово. Леле, злато, од каде наеднаш пари, викенд во Маврово, парфем? Изманипулирав старо изнемоштено суштество и направив да се чувствува сакано во последните денови од животот. А не го мислев. Доста бе, колку си шармантен! Дали ги имате сумено рекламине од Кока-кола што ги прават за Нова година? Со кој од оние ликои ќе се идентификуваш, човече? Ко за друга планета да ги прави? Татко, тој имаше многу работа и не знаеше дали вечерта на Нова година ќе биде со семејството. Не одговарат, затоа што кај нас пола татковци се невработени и киснет дома. Мајка, ова појако е. Мајка ги прегрнала двете деца и се надеваше дека таткото на крајот ќе успее да дојде. Не. Единствено што се надеват една просечна мајка денеска е дека вечерта на Нова година ќе дае 2 епизоди едно под друго од омилената турска серија. И поблиска е со величенствениот отколку со децата своји. Дечко и девојка во рекламава седат на клупа, паѓа снег и се е толку светкаво и романтично. Во реалноста дечково е в кладилница. И пцует заради ебаниот снег се одлагат 2 утакмици викендов. А девојката е стварно на клупа, седи и плаче. Дал зашто депресија ја стега гадна? Или зашто без дечко седи јадна? Не, она не плаче зарад депресија бедна, ни зашто младич нема на клупата кај седна. Туку за да провери дали новата маскара од Oriflame е стварно водоотпорна.
Идаме до питачот во рекламава. Во реалност тој не е чиче некое сладко како Лазе Бараков, што е срекно дека му даваш Кока-кола да се напие. Во реалност копат на алкохол и ти вика: дај едно певче, дечко, или ракија колку за леп. Ако не пиши, не заманај. Куче и маче во рекламава јадат од едно исто пајнче. Све е супер. Бегај таму, бе. Порано се знаеше, кучињава доминантни, мачкиве потиснати. Имате видено сега што мачки имат по континери, бе? Напукани со протеинска храна. Ти се чинит секој ден киснат в теретана. Мис не прам разлика помеѓу класичен мачор и тонизен, например. Не ми е чудно мачкава и англиски ако почви да зборим. Но на не мачки тигри се. Биди тигар, Македонија те вика. И на крај доаѓаат шлепери со Кока-кола, излегува Дедо Мраз и се е толку светкаво и романтично и тој со насмевка мафта. Хо. Идеме во Ландово и да се сместиме у сите еден хотел што има во Ландово. И пуштам осмех како секој просечен македонски пациент. А знаеш каква коса, овако ту најуриш и ту јам букет локни овако. Ние жените секогаш умираме машки. Ама секогаш. Одговори, што тајна вечер ке, сите ги си спонтагираат таму. Не се блиски роднини, може да си се одвиват процес. Сака да ви договорите, ако не може некој одговор, ако не се одобрам. Тој колку може бит навријан да прича словенски, тоа е друга ствар, али Проживljavate таква ситуација, враќате се негде околу 3-4 сата од ноќи дома, мртви пијани. Долазите испред стана, прво не сте 100% сигурни дали точно тоа ваш стан. Се будиш една завајле и гледаш, се појавило едно огромно М на глата.